Доаѓате од Пелагонија, каква е состојбата таму, сточарството? Па сточарството моментално е во колапс, можем да кажем слободно, значи без некои бранења на некој, бидејќи ние сме единствената гранка која во 24-та година имавме по грло добиток 12.000 денари, во 25-та година се како што оди нагоре во нашето производство, се ни оди нагоре, а ние стагнираме значи со субвенциите на 8.000 денари. Меѓутоа, министерот даде 1 динар повеќе за млеко и мисли дека нашите крави можат да имаат лактација од 6.000 според него, но и заборава овие климатски услови, ќе говориме поопширно потаму, ги заборава овие климатски услови каде Македонија е сместена. Значи Македонија не е во Швајцарија или во Нов Зеланд. Значи тука има од минус до плюс 40. Министерот токму тука од ова студија каже дека на тој начин од 12 на 8 намалени субвенции, меѓутоа со динар повеќе за предадено млеко од 5 на 6 динари, дека добивате повеќе. Добивате повеќе или каква е состојбата? Губиме моментално околу 9 денари по литар млеко за разлика од 24-та година. Бидејќи тогаш цената беше Колку беше откупнено? 33-34 денари во 24-та година, а сега ни е од 25 до 28 денари по литар млеко. Значи се оди нагоре кај нас, од струја, од вода, од комунали. Ако ние плаќаме вода значи за кравите, од другата сметка кај комуналите кај што ни трошеле вода, и таа оди цената, значи работната рака, деловите, значи ѓубривата, семината, се ни оди нагоре. Значи, можем до утре да ти бром колку ние сме оштетени со цената на млекото, а сме приморани да работиме. Затоа е намалувањето на стоката, значи затоа се празнат шталите. Секој ден по порталите ги имаме ние некој да продава цели стада, значи не една крава или едно теле, цели стада. Значи, и единствена, да ги спомнам и кај овчарите, единствена земја сме каде што ние, значи овчарите сте приморани да дадат јагне, фактички субвенција за смрт. Значи не да го чуваш дома, ти ако го чуваш дома, тоа јагне не ти се плаќа тебе да го растиш. Единствена земја сме каде што имаме ние субвенција за смрт. Значи ги носиме в кланица, а таму јагнината умираат наместо 200 да станат 300. Така. Господин Кебаковски, пченица, сончоглед, каква е состојбата? Доаѓате од